Анализите што се спроведуваат врз основа на стратегијата за развој на воспитно-образовниот систем во Штип ќе бидат завршени до крајот на учебната година. По нивното комплетирање ќе се носи и конечната одлука за идната организација на основното образование во градот, најави градоначалникот на Штип Иван Јорданов. Во опција се две решенија: фузија на одредени образовни институции со други училишта или намалување на бројот на паралелки во сите училишта, што би значило и намалување на бројот на наставници. Јорданов појасни дека во моментот не постои одлука од општина Штип и Советот на општината за затварање на основното училиште Гоце Делчев. Факт е дека во општина Штип досега имаме вештачки паралелки кои се со несоодветен број на ученици, кој е број на ученици под законскиот минимум. И стратегијата за оптимизација на ресурсите предвидува да формулата за пресметка на блок дотациите кои ги општина Штип добива од Министерството за образование е да се пресметува платата и блок дотацијата по број на ученици, а не по број на паралелки. Друг проблем со кој се соочува ово Штипско училиште е и сегрегацијата за која веќе и Судот за човекови права во Страсбург има донесено пресуда. Според Јорданов, овој проблем мора системски да се реши и да не се дозволат етнички хомогени паралелки. Не смее да се дозволи во еден клас или во едно училиште да имаме чиста ромска паралелка или чиста етничка македонска паралелка. Такви услови во основното училиште Гоце Делчев за жал нема, затоа што сме пробале со низа на мерки во минатото преку, да кажам, позитивна дискриминација да мотивираме можност за мешани паралелки, но таквите мерки во минатото никогаш не вродија со. Јорданов истакна дека веќе се остварени средби со наставниот кадар во училиштето, а најави и средба со Советот на родители, со цел сите засегнати страни да бидат вклучени во процесот.